Нашето здружение минатата година направи сеопфатно истражување во 8 области од дополнителна заштита на лицата со повреđeност. Од тие 8 области, како приоритет излезе да се подготви јавна политика за правата на лицата со повреđeност со измени во 2 закони, односно во Законот за социјална заштита и во Законот за здравствена заштита. Денес ќе имате можност да ги слушнете нашите препораки, но тоа имаме можност да ја слушнеме и министерката во името на Министерството за труд и социјална политика, каде што препораките за измена во Законот за социјална заштита се, ќе ни кажеш кои се можностите во дадениот момент, а кои понатаму ќе можеме да ги оствариме. Ние ќе се залагаме со сето срце да се подобри состојбата на оваа категорија на граѓани, но тоа треба да го правиме заедно со институциите. Јасно ми е дека заеднички седнување на маса и разговарање за проблемите ќе допринесе за подобра иднина на оваа категорија на граѓани. Сега да ги кажете препораките, со оглед на тоа не знам до кога ќе ги имаме ние камерите. Така, нашата прва препорака изедначување на правата на биолошки здружувачки семејства. Веќе имаме разговарано со Министерството, но мислам дека ти имаат некој поубав предлог од она ние што го бараме. Ќе видиме и ќе дискутираме на таа проблематика. Второто што го бараме е лицата со умерена тешка и најтешка интелектуална повреđeност, кои се врзуваат со користење на количка при остварување на право на мобилност, да се тргне количката. Значи, секое лице со комбинирани пречки, односно да се вметнат лицата со умерена тешка и најтешка интелектуална повреđeност кои имаат комбинирани пречки, бидејќи овие лица никаде не можат да излезат сами, ниту пак некогаш ќе станат работно способни, а имаат потреби од користење на третмани и лекарства каде што парите не им стигаат. Семејството е искрпено бидејќи едниот од родителите мора да не работи, а со една плата се доведува лицето во ризик, неговата здравствена и социјална положба. Затоа разговаравме и на таа тема, но бараме и отворање на социјални сервисни услуги во местото на живење. Знаеме дека процесот на деинституционализација во Македонија се спроведува од 2000 година, но поради недостиг на социјални услуги на локално ниво не е спроведен. Значи, сето тоа денес ќе го разговараме, ќе слушнат и присутните и самите здруженија и родителите, но и лицата со повреđeност.